ден. Може ли да ни измерите колку тежат овие книги? Ајде, обнова прво. Обнова? Да? А можеме? За 30 грама. Скоро си. Потешка е. Ова е потешка. Ова е полесно. Да, поише лаже. Намерење. Да, поише лаже. Не знам кој поише лаже. Лаже црвената. Потешка е важно. Почне ли се варите? Црвената поише лаже. Како златарска е точно. Како златарска точно е. Со стотици страници понуда, секој од партиите се обидува незините ветувања да натежнат при одлуката на гласачите на денот на изборите. А во програмите на двете најголеми партии, СДСМ и ВМРО-ДПМН, доминира економијата. И едните и другите економскиот напредок го проектираат со предупредувања за можен застој во плановите поради актуелната криза или нов бран на коронавирусот. Владеачкиот СДСМ ветува одржлив економски раст до крајот на мандатот во висина од 4%, 600 милиони евра поддршка за домашни и странски инвестиции, вкупно 1510 километри нов асфалт за автопати, експресни и локални патишта, покачување на минималната пензија до најмалку 10.700 денари до крајот на мандатот. Во зависност од развојот на коронакризата, ветуваат и раст на просечната плата за 30%, а на минималната до 40%. Со оглед на тоа што работодавачите реагираат дека не можат да го издржат и актуелното ниво на минималната плата, како ќе се мотивираат уште повеќе да ги зголемат платите во иднина. Во разговор со работодавачите во текот на претходниот мандат, ние бевме многу отворени. Им рековме прво, нема да ве оставиме сами. Нема да оставиме сами да се снаоѓате. Ние ја поттикнавме и просечната плата и минималната плата, и поради тоа што дававме субвенции на работодавачите да ги подигаат платите. Не ги оставивме на цедила, да пропаднат. Меѓутоа, од друга страна им рековме дека ако тие не мислат на платите и ако ние не мислиме на платите, по неколку години ќе останат без работна сила. Доколку не се случи нов бран на COVID-19, ВМРО-ДПМН ветува повисок раст на бруто домашниот производ од 4 до 5% и домашни и странски инвестиции во износ од 4 милиарди евра за период од 4 години. Опозицијата не ветува километри на патишта, туку патни правци и рехабилитација на сите патишта во државата. Пензиите ќе се усогласуваат и со растот на платите и со растот на трошоците за живот, при што за еден мандат ВМРО-ДПМН се обврзува просечната пензија да порасне за 20%. Прецизно ветување за годишно покачување на платите од 5% добиваат просветните, културните, здравствените работници, судство, војска, полиција, како и државната администрација и јавниот сектор. Ветуваат и дека минималната плата ќе биде 60% од просечната плата, без конкретен рок, туку континуирано. Во однос на минималната плата, ние не сакаме вештачки да поставуваме граници кои што после тоа стопанството ќе може или нема може да ги постигне, напротив, тоа треба да оди природно. Во однос на јавната администрација, потребно е да се направи функционална анализа за јавната администрација, затоа што во моментов Македонија се соочува со два феномени. Од една страна, клучни сектори кои што ќе не бидат потребни за преговорите со Европска Унија не се пополнети или има недоволно кадар, а од друга страна има многу сектори кои што се превработени со кадар кој што не е потребен. Владење на правото игра важна улога за враќање на довербата на граѓаните кон институциите, но и за евроатланскиот пат на земјата. СДСМ ветува прочистување на судиите и обвинителите, детална проверка на нивната имотна состојба, ревизија на 5% од судски пресуди во последните 5 години по случаен избор, како и разрешување по автоматизам на судиите кои ќе дозволат да им застарат предмети. Владеачката партија најавува и ЕУ мониторинг на судските предмети за висока корупција, транспарентно обвинителство, вистински акмис, како и нов закон за управување со движењето на предметите во јавното обвинителство. Зошто СДСМ не го направи ова досега? Мислам дека законот за јавно обвинителство е символ колку беше мачно да се избуткаат овие законски реформи. Заради тоа што од една страна имаше многу притисоци и второ и најважно, ни беше потребно двотретинско мнозинство. Кај голем дел од законите поврзани со судството ви треба двотретинско мнозинство. И тоа не да беше тешко, беше неверојатно, речиси, на прв поглед. Сега свативме зошто било толку тешко. Откако излегоа снимките на Мицковски, каде што тој многу директно кажува дека го блокирал законот за јавно обвинителство за да ги спаси кожите на луѓето кои му ја финансираат кампањата, сега е јасно.
Ние во такви услови требаше да се бориме да направиме рамка законска која ќе ни даде шанси за суштински реформи. И поминаа 2,5 години. Владење на правото е еден од столбовите и на програмата на ВМРО-ДПМНЕ. Опозицијската партија ветува борба со непотизмот во судството, нови критериуми за избор на председатели на судови и за напредување во кариерата на судиите, посебно тело на Судскиот совет за евалуација, интегритет и етика на судиите, но и на членовите на советот. Посебно тело ќе ги чешла и јавните обвинители. Сите закони да се носат по европски стандарди, судска администрација по европски терк, дигитализација на судството. Не е заборавен и крвавиот 27 април. Како може партијата ветува слобода на некој што има судска пресуда? Апсолутно партијата не може да се меша во носењето на судски одлуки, но треба да се во едно ослободено судство и обвинителство преиспита колку одредени судски процеси кои што се случија во минатото беа реално такви. Затоа што факт е дека имаше политички процеси, факт е исто така дека имаше и случаи, но да се со такви квалификации додат како што е на пример за тероризам, јас си кажам се лично мислење, не сакам да влијам на никого, мислам дека беше претерано. Она што е суштински за владењето на правото е менување на законите кои што се за процесна и парнична постапка. Затоа што она што фали во моментов на судството и обвинителството се јасни рокови и правила. Не сме судење да почнува од почеток затоа што судијата во наводници заборава 3 месеци да свика рочиште. И ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ ветуваат напредок на државата по европскиот пат. Со оглед на тоа што Северна Македонија е членка на НАТО алијансата, СДСМ ветува модернизација на армијата. Од европските фондови се очекува помош од 2,5 милиарди евра за државава, како и европски пари за развој на Преспанскиот регион. Владеачката партија ветува дека ќе ги отвори 80% од преговарачките поглавја со ЕУ во рок од 4 години, доколку добијат чист мандат. После овој резултат, за 2,5 години, 2 крупни стратешки цели, ние со чист образ и со кредибилитет и со доверба кај граѓаните можеме да кажеме дека ќе направиме и повеќе и подобро. И дека оваа цел да ги отвориме 80% од поглавијата кои сега ќе бидат групирани, и тоа е шанса за поголема динамика во преговорите, дека тоа не е недостижно, туку е реална цел. Ма како велат овие што живеат покрај море или покрај езеро, ако не ги наместиш едрата, не го обвинува и ветерот. Некогаш може да ти се случи работите да ти бидат надвор од контрола. Може да имате, да треба да направите 3 чекори што не сте морале да ги направите, дополнителни. Ама ако го терате патот, ако сте свесни која е целта, дури и при отпор, дури и при проблеми, ќе ги совладате препреките. Овие 2,5 години на ниедна од стратешките цели ние немавме послана црвена патека. Се беше потешко. И ВМРО-ДПМНЕ сака интегрирана, стабилна и безбедна земја. Но во исто време ја гледаат Македонија како полноправна членка на ЕУ и почитувана членка на НАТО, а предвидуваат чешување на договорите со Грција и Бугарија, кои го овозможија тоа. Во таа насока, надворешен политички приоритет ќе биде запирање и попречување на сите идни иницијативи кои се започнати по националното понижување за проширување, продлабочување и лично интерпретирање на договорите подпишани од Заев и Димитров. Но членство во Унијата може само со новото име Северна Македонија. Па е апсолутно зададени работи нема никаде и никогаш. Наша работа е да се бориме и јас мислам дека она што недостасуваше во досегашното владење на СДСМ беше тоа што многу лесно се предаваја. Ние имаме аргументи, ќе исподелуваме тие аргументи, ни се еден диалог со нашите партнери, сум убеден дека македонците ќе се многу погорди од тоа што се сега. Например, имаме во програмата градење на бренд Македонија, кој што бренд треба да офати градење на сето она што значи не само култура, туку идентитет. Ние не се, кога велам ние, мислам на државата, државата не се доволно бори за собствениот идентитет. Мала држава е Македонија, агресивна промоција е потребна во странство за да знаат луѓето кои сме и што сме. Понатака, споделување на нашата вистина. Македонија не сме да се откажува од алатките кои што стојат на располагање пред се во Советот на Европа и во ОПСЕ, каде што се заштитуваат националните малцинства во сите држави во кои што постојат. Јазичните права се исто така. Мора овие форми на дипломатија се користат, затоа што нема ништо еднаш зададено во историјата, секако не е и овој случај. Партиските представници ги презентираат изборните програми низ цела држава. Секој глас е важен за што помалку постизборни партнери и преговарања за формирање влада.
Партиите имаат рок уште неделава да ги презентираат програмите, од следниот понеделник настапува изборниот молк. Без разлика на тоа чии ветувања ќе натежнат, важно е напишаното да биде и реализирано.